Ние би требало на линија да го имаме, и тоа на Zoom линија, да го имаме ректорот на Скопскиот универзитет Кирил и Методи, на УКИМ, господинот професор Никола Јанкуловски. Не знам, режија, дали го имаме со слика или само со тон професор Јанкуловски? Да, јас ве слушам. Одлично, професоре, еве, јас не сум сигурен дали ви имаме со слика, меѓутоа сеедно важно е да ви го чуеме гласот. Денеска сакавме да поразговараме за она што повеќе месеци наназад е актуелно на УКИМ-а, тоа е носењето на етичкиот кодекс. За тој кодекс долго време се водеа расправи и конечно на почетокот од мај, на 6 мај, ако не се лажам, беше усвоен. Зошто толку долго се чекаше на усвојувањето на новиот етички кодекс? Пред се заради една транспарентност и јавност во работата и побарање на сенатот и на вработените на универзитетот, беше споделена јавна расправа на факултетите и научните институти кои можеа и дадоа своји видувања на нормите на кодексот се со цел едно збогатување на содржините на истиот, а во насока на добивање на еден морално правен акт кој го регулира однесувањето на наставниците, студентите и на вработените на администрацијата. Дали ме слушате и дали ме гледате? Да, одлично, ве слушаме перфектно. Повелете. Дали ме гледате? Ја имаме вашата фотографија, што е доволно, бидејќи важно е да ви го чуеме да ги чуеме ставовите. Велите се водеше подолга дебата, конечно етичкиот кодекс се усвои. Што се новините во овој етички кодекс? Пред се можам да кажам дека целта на етичкиот кодекс на универзитетот е зачување на достоинството на професијата, зачување на достоинството, угледот и интегритетот на личноста, како и зачување на угледот и интегритетот на универзитетот и сите негови единици. Со зголемување на просториите буквално се изгуби правото на вистинито информирање. Овој етички кодекс треба да обезбеди да потврди вистинитоста на информациите кои се изнесуваат во јавност. Сите ние се залагаме за вистинито информирање, каде сите знаеме дека е добро секојаш да се слушна двете страни, инаку не смееме да си дозволиме да се изнесуваат невистини во јавност. Впрочем, и вие, новинарската фела, знаете што значи едно транспарентно известување и изнесување на информации во јавност. Во денешно време во јавност изнесуваат информации и не само новинари, најчесто и не новинари, така што таа транспарентност и наплив на информација е огромен. Некои од забелешките се, можеби е и тоа причината што етичкиот кодекс има низа, како да кажем, правни толкувања, некои забележуваат дека има повеќе правни колку етички толкувања. Дали тоа на извесен начин ја нарушува автономијата на универзитетот, па и, како да кажам, целите што сака да ги постигне етичкиот кодекс? Па доколку внимателно се анализираат одредбите на етичкиот кодекс, можеме слободно да заклучиме дека истиот не е репресивен, туку дека има одредби од превентивен и етички карактер. Имено со овој етички кодекс се обидовме да ги регулираме сите можни повреди кои настануваат од типот на плагијат, митокорупција, вознемирување, посебно сексуалното вознемирување, што во крајна линија е добро за детектирање на негативните појави, а од друга страна, бидејќи се работи за повреда на етичките норми и самите мерки што може да се превземат, се опомена јавно опомена. На овој начин воопшто не се нарушува слободата на научната мисла и говор на наставниот кадар, туку само едноставно се канализира во еден академски речник што постои на УКИМ, почитувајќи ги општо прифатените етички норми во нивното однесување како во универзитетот, така и надвор од универзитетот, кога настапуваат првенствено како универзитетски наставници. Имаше забелешки дека и овој пристап што вие го говорите, дека можеби задира во уставно загарантираните слободи и права, бидејќи кодексите меѓу другото регулираат и застапување на институциите како колектив, како институции. Дали со кодексот се загрозуваат личните уставно гарантирани слободи и права на припадниците на универзитетот? Воопшто не е така. Мислам, точно е дека слободата на мислата и слободата на говорот се уставно загарантирани категории, но на тие права фактички имаме и ограничување во други закони. Например, во Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Фактички, ние не треба постојано да бидеме дел од некои судски постапки за било какви
дадени изјави, сепак сме ние една академска заедница и така треба и да се однесуваме. Од нас треба да произлегува идеалот за научната мисла и сите наши проблеми треба да ги решаваме првенствено на ниво на органите на универзитетот и на органите на единиците. Значи на прво место тоа го ставам, а понатаму, нели, ако треба, нели, има и други инстанции. Ректоре, дали секое различно мислење од тоа што го кажуваат органите на институцијата ќе биде санкционирано според овој етички кодекс? Фактички во кодексот не се спомнуваат санкции. Главните мерки се јавната опомена и јавна опомена само. Но целта на кодексот не е таа. Се разбира дека секој член на академската заедница има право на свое мислење кое е различно од ставовите на органите на универзитетот и на единиците. Принципите фактички на слободата на мислат и изразувањето не смеат да се ограничат. Но треба сепак да внимаваме да не дојде до негова злоупотреба, истите да не преминат во говор на омраза. Заради тоа е фактички. Се разбира. Што правиме со ректоре, што правиме со синдикалното организирање, бидејќи синдикатите се често гласни, па тоа им е работата да бидат и понекогаш со спротивставени ставови со раководствата на факултетите и на целиот универзитет. Дали синдикалното делување се санкционира на каков било начин со етичкиот кодекс? Бидејќи ако не се лажам, тоа е нормирано во етичкиот кодекс под главата злоупотреби. Се разбира дека не. Значи, целта на ваквата одредба единствено е заштитата на интегритетот на универзитетот и ние не се обидуваме да навлеземе во сферата на личните слободи или пак да направиме некаков вид на цензура. Напротив, членовите на академската заедница можат и треба слободно да действуваат во синдикати, здруженија или фондации, но да делуваат сепак во рамките на своите надлежности, без да го нарушуваат угледот на универзитетот со сите своји активности. Ректоре, да ве прашам, каква е, бидејќи етичкиот кодекс предвидува да, како да кажам, некаква поголема улога да имаат органите, институциите на универзитетот. Еве, јас ако сум студент, да речеме, на УКИМ и имам одреден проблем кој што се задира во она што го предвидува етичкиот кодекс. Кој е моето право, кој е начинот да тој проблем го артикулирам? Морам да одам само преку институциите или што е патот на овој тип на, бидејќи знаете како е кога се работи за етика, често пати забелешките се од суптилна природа, понекогаш се многу приватни, особено во овој тип на загрозување на приватности, сексуални припадности, предаторства и така натаму. Вашиот универзитет е број илјадници луѓе. Кој е патот на тој тип на поплаки? Сметам дека во лицата кои може да пријават неетичко постапување се опфатени сите членови на академската заедница и со оглед на фактот дека буквално и ректорот како раководен орган може да биде пријавен за такви повреди, а за евентуалните повреди се произнесува етичката комисија формирана од сенатот на универзитетот, а конечна одлука за тоа дали постои повреда или не носи сенатот. Но ова што го кажам се однесува на повредите од етичкиот кодекс за наставниците, додека пак за административниот кадар и за студентите органите се и ќе бидат лоцирани на единиците и сите проблеми од аспект на етичкиот кодекс ќе бидат решавани на тоа ниво, на ниво на единиците. Кога велите единиците, мислите на факултетите? На факултетите и институтите што се во рамките на универзитетот. Не е ли добра идеја да се измислат етички омбудсмани, луѓе на кои што ќе можат оние што имаат проблем да им придат без притоа да прават голема процедура пред колективни тела кои треба да одлучуваат за повредите, евентуалните повреди? Па, ние на ниво на УКИМ имаме, да речем, две инстанции кои што се во ова смисла што ги наведувате. Тоа е студентскиот правобранител и сепак имаме прв антикорупционер на ниво на универзитетот. Значи, буквално на овие две инстанции може да се, така речем, пожали било кој член од академската заедница. Така што и овие две инстанции, значи, треба да се користат за оние членови кои што сметаат дека може и треба да пријават
некако вид на повреда на етичкиот кодекс. Никола Јанковски, ректор на Скопскиот универзитет Кирил и Методи, со кого разговараме за новиот етички кодекс. Ректоре, предпоставувам дека во креирањето на овој етички кодекс консултиравте слични меѓународни искуства. Колку овој кодекс се совпаѓа со кодексите кои што постојат по, да кажам, реномираните универзитети во светот? Пошто е Универзитетот Свети Кирил и Методи дел од универзитетската заедница во нашата држава, има многу блиска соработка и односи со универзитетите од поранешните југословенски простори и со универзитетите од Европа, САД, Русија, Кина и така натаму. Универзалните одредби што регулираат работата на универзитетите од горе спомнатите земји се имплементирани во овој етички кодекс. Именно при подготвување на истиот беа акцептирани доста одредби од етичките кодекси на Белградскиот универзитет и на универзитетите во Хрватска. Нормално тие се прилагодени со нашата академска стварност и можам да истакнам дека етичкиот кодекс, например, на Белградскиот универзитет, што е високо рангиран на Шангајската листа, е составен од повеќе подзаконски акти кои посебно ги регулираат работата и органите, посебно кога се работи за мито, корупција, плагиат и така натаму. Сметам дека можеби во еден нареден период би биле прифатливи вакви одредби, но засега одредбите од нашиот етички кодекс сосема ги задоволуваат потребите на универзитетот. Да ве прашам за крај во врска со етичкиот кодекс, што очекувате, како ќе се имплементира кодексот? Очекувате дека ќе има зголемен број на пријавувања на случаи, очекувате дека е загарантиран интегритетот на постапката и во смисла на оние што се евентуално обвинети и во смисла на оние што се евентуално оштетени? Ќе има зголемување, ќе се охрабат луѓе да пријавуваат разни злоупотреби? Да. А доколку вработените науки, тоа се нели опатени со етички кодекс професорите, административите и студентите, навистина се запознаа со начелата и одредбите на овој етички кодекс, се надевам дека во иднина со една превентивна и транспарентна постапка ќе се надминат сите негативни појави кои на еден или на друг начин представуваат повреда на овој етички кодекс, но исто така се надевам дека и органите на факултетите за администрацијата и студентите, како што спомнав пред малку, како етичката комисија на Сенатот, нема да има потреба од покренување на постапки за повреда на овој етички кодекс. Туку разумот, професионалната етика, научното достоинство ќе превладаат во тие односи на комуникација помеѓу сите чинители во стварувањето на нашата високообразовна дејност. Ректоре, не би сакал да го заврши овој разговор, а не ме прашам уште едно-две прашања кои што се актуелни. Завршуваат последниве сесии пред јунското распуштање на универзитетите. Пред некој ден се пожаливте дека универзитетскиот кадар, па и на УКИМ, го нема на листите за вакцинација. Вие сте, се разбира, и професор и медицинско лице, уважен професор и лекар на медицинскиот факултет. Како се случи тоа? Некоординација или едноставно таа категорија ја нема во приоритетите на Министерството за здравство? Како што наведов и во моето соопштение, јас ја поздравив имунизацијата на Универзитетот во Штип, но сепак сметам дека треба да се има предвид дека УКИМ има најголем број на студенти и најголем број на вработени. Исто така, УКИМ има факултети, односно струки кои не се застапени на другите универзитети, како што се драмски, електроградежен, архитектура, ИЗИС, ветерина и други. Исто така, важно е да се спомене тука дека на некои единици се вршат работи за државата со пренесени овластувања, како на факултетот за ветеринарна медицина, да, од аспект на квалитетна храна, на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија, каде што се издаваат и лиценците за градба и така натаму, и сметав дека УКИМ треба да има предност со оглед на неговиот диверзитет, каде што буквално е единствен универзитет во кој што се застапени сите научни области. Заради тоа, мислам дека е исправно што реагирав на тој начин. Има ли некоја промена, има некоја најава дека сепак ќе почне вакцинацијата? Таа додуша сега веќе и масовно се одвива, но сепак организирано преку УКИМ ќе има ли вакцинација? До сега ние не добивме одговор на нашето барање, кое што го пуштивме пред неколку недели до Министерството за здравство. Значи,
одговор официјален од Министерството се уште немаме. Да се надеваме дека ќе добиеме во најскоро некој одговор од нивна страна. Па добро, полека ќе завршат и овие денови кога испитите сепак се уште се одвиваат главно онлайн и така натаму. Прашање и редовната вакцинација веројатно ќе ве опфати. За крај да ве прашам, ректоре, се случи едно мало чудо, би рекол, за македонски услови. Синдикатите на универзитетот успеа да подпишат колективен договор со државата за работничките права на вработените науки. Како го оценувате ви ова, бидејќи тоа беше невозможно со години наназад? Тоа не беше синдикатот науки, значи се работи за друго. Фактички колективниот договор беше доставен, значи се работи за подпишување на колективен договор од страна на СОНК, да, со Министерството за образование и наука. Тој колективен договор беше доставен на јавна расправа само 4 дена и тоа од страна на СОНК до нивното членство. Од страна на Министерството за образование и наука не беше доставен до нас, до универзитетите, до било кој универзитет по државата. Во колективниот договор пишува дека истиот се склучува на оддел високо образование, што е погрешно бидејќи според националната класификација на дејности оддел е образование, а високо образование е група. И неспорно е дека СОНК не е репрезентативен синдикат во високото образование, а репрезентативноста ја влече од работените во основно и средно образование. По јавноста се истакнува дека за прв пат некои права се регулирани во овој колективен договор. Ние направивме анализи и констатиравме дека сите права досега ги користевме согласно Законот за работни односи и општиот колективен договор за јавниот сектор. Единствено платата досега не беше регулирана ниту во закон, ниту во колективен договор. Едноставно може да се каже дека со овој колективен договор е констатирано само една фактичка состојба на платите со зголемување од 10% и тоа од септември 2021 и 10% од септември 2022. Можам да потенцирам дека на ниво науки ме формиран синдикат кој изготви колективен договор на ниво на работодавач, истиот е доставен до Собранието на Република Македонија уште во ноември минатата година. Бидејќи Собранието ви е основач на универзитетот. Бидејќи по Законот за работни односи точно колективните договори во јавниот сектор се склучуваат со основачот, како што кажате, а основач на универзитетот е Собранието на Република Северна Македонија. Ние се уште чекаме одговор од нив и тука да се надеваме дека ќе го добиеме. Што значи тоа, ректоре? Овој колективен договор важи, добар е или ќе се прави нешто ново, ќе се ревидира колективниот договор? Зборуваме за колективниот договор што е на синдикатот на УКИМ или на... Сега овој колективен договор на СОНК важи или не важи за УКИМ? Сигурно дека важи, тоа е случај на ниво на гранка, но ние сепак си ги чекаме нашите 5 минути да склучиме нели со Собранието наш колективен договор. Ако се следи практиката колку ви чекаше статутот во Собранието, се плашат да не причека и колективниот договор за некои други генерации. Да сме спремни психички една година да чекаме, не? Така, најмалку. Да надеваме на добро, упорни сме ние го заслужуваме тоа. Правдата и правото на наша страна и се надевам дека наскоро ќе добиеме право да нашиот основач ни даде право да го склучиме овој колективен договор. Професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на Скопскиот универзитет Кирил и Методи, благодарам за овој информативен разговор. Целта ни беше пред се етичкиот кодекс, но сепак добро е што ве проверивме и на неколку други теми. Благодарам уште еднаш, професоре. Благодарам и на вас. Се слушам и се гледам. Така е, во друга прилика. Благодарам. А часот е 10:43 минути. Тоа е вистинско време за последните вести во утренски брифинг за денеска. Утре сте повторно со мене. Се гледаме во истиот термин, на истото место. Останете здрави, во добро расположение и времето е такво што дозволува малку и прошетување и излегување на воздух. Тоа јас ви го препорачувам. Јас сум Сашо Ордановски. Одиме со последното издание на вестите.